Само едуциран пациент е активен пациент. Денеска сме тука да ја подигнеме свесноста за болестите на штипната жлезда. Да се едуцираме за да бидеме активни во грижата за здравјето на нашата штипна жлезда. Навремено препознајте ги симптомите и консултирајте се со вашиот матичен лекар. Редовно правете биохемиски анализи за да можете да ги контролирате тироидните хормони, се со цел навремено да поставите добра дијагноза. Запозувајте ги редовните контроли кај вашите матични лекари за контрола на тироидната жлезда. Покрај медикаментозната терапија за здрава штитна жлезда потребна е физичка активност, затоа бидете физички активни. Денеска сме овдека во неделата на свесноста на тироидните заболувања, да ги споделиме нашите искуства заеднички со колегите од фирмата спонзор Мерк, која ги доставува препаратите за третман на тироидните заболувања, заедно со колегите од примерното здравство, каде што пациентите првично доаѓаат со сомнителни симптоми за заболување на тироидната жлезда и ние како институција од терцијарно ниво која што ги дијагностицира, ги третира и ги следи заболувањата на тироидната жлезда. Би сакале посебно оваа година е мотото следењето на тироидната функција за време на гравидитетот. Би сакала да напоменам дека бремените жени и жените кои што се спремат да забременат, односно во функција на проценка на фертилитетот, ние сме тука правиме тироидни прегледи перманентно, го одредуваме нивото на тироидни хормони, бидејќи е тоа од особено значење пред се за во моментот пред зачнувањето, за проценка на фертилитетот, особено кај жени кои што одат на инвитро фертилизација, многу е значајно одржувањето на тироидните хормони и нивото на антитироидните антитела во прифатливи граници, понатаму следењето во текот на бременоста, и следењето после бременоста, бидејќи возможно е кај жените после породувањето се јавуваат одредени заболувања карактеристични за постпарталниот период. Сакам да кажам дека ние не само како институција која што се занимава со дијагностика и третман на тироидните заболувања, ние практицираме и научно-истражувачка активност. Токму пред 2 години беше промовирана монографијата Јодниот и тироидниот статус во Македонија, во која што посебно поглавје беа опфатени бремените жени, така да сакам да кажам со една интензивна соработка со клиниката за гинекологија и акушерство ние правевме проценка дали е потребна јодна суплементација или не, со оглед на тоа дека располагаме и со лабораторија, референтна лабораторија за одредување на јодот во урината, тоа е метода која што е основна за проценка на јодниот статус во организмот, меѓутоа и за следењето на тироидната функција во текот на бременоста и после бременоста, така да сакам да кажам имаме искуства кои што ги стекнавме од сопствените истражувања и кои што искуства ги споделуваме, ги публицираме, кои што искуства стануваат видливи и приемчиви за остатокот од светот кој што се занимава со тироидната патологија. Благодарам. Тироидната жлезда е една мала жлезда, меѓутоа со многу големо значење за нормалната функција на нашиот организам. Хормоните кои што ги продуцира се битни од првите почетоци на животот, значи од плодот, развивањето, па се до понатаму правилниот раст и развој кај децата. Затоа да ја подигнеме свесноста за заболувањата на тироидната жлезда, за можните нарушувања во нејзината функција, бидејќи симптомите почетни може да бидат многу суптилни, многу неспецифични. Да речеме лесно поправење или заморливост или препотување, опаѓање на косата, кашливост на ногти, значи симптоми кои што може да бидат присутни кај други заболувања. Меѓутоа, голем дел од пациентите може и да не ги забележуваат, значи велиме дека се во субклиничка форма. Затоа да ја подигнеме свесноста за правилно препознавање, на времено препознавање на овој проблем, особено во групата на луѓето во репродуктивен период, бидејќи може да влијае на фертилност, на плодност, и со правилното одредување, на времено одредување на лабораториските анализи може на времено и брзо да се коригира оваа состојба
а со терапијата лесно овие лица може да имаат сосема нормален и квалитетен живот и комплетно излекување, да речеме, на оваа состојба. Затоа, расширете ги крињата и споделете свесност за заболувањата на тироидната жлезда.